Лето е. Сезона на летни годишни одмори. Некои го планираат годишниот одмор, некои се веќе на летување, а некои го завршиле својот годишен одмор. Како обстојува туризмот во екот на економската криза? Дали економската криза и редукцијата на трошоците ги одвраќа македонските граѓани од планирање на годишен одмор? На кои дестинации македонските туристи најчесто преферираат да летуваат? Кои земји од соседството се најатрактивни за македонските граѓани и каков е потенцијалот и искористеноста на туризмот во Македонија? Дали со самата економска криза Македонија станува попожелно туристичко место за македонските и странските туристи и секако ќе дознаеме дали туризмот успеа да се опорави и рехабилитира после пандемијата која што не држеше во заточеност, односно заклучени дома скоро 3 години. За сите овие прашања денеска ќе разговарам со мојата денешна гостинка Јасмина Арсова, која инаку е експерт од областа на туризмот. Темата на денешната емисија Мој збор е туризмот како стил на живот и животна филозофија или само како планирање и реализирање на годишните одмори. Останете со нас и по рекламите. Нашите родители се нашите херои. Нашите идоли од детството. Повеќе нега, грижа и внимание за нив, без обврски и стрес. Дом за стари лица Hunters Life Катланово.
Јасмина Арсова е моја денешна соговорничка на тема туризмот, дали можеме да го представиме како стил и начин на живот и можеби животна филозофија, или тоа е само оној дел од годината омилен за многу од нас кога го планираме годишниот одмор. Јас те представив тебе како експерт за туризам и знам дека ќе имаш одговори на сите прашања кои што ни се поставуваат еве и на мене и на моите гледачи, а едно од најопштите прашања со кои што почнуваме нели на тема туризам е кои се најатрактивните туристички дестинации за оваа лето? Најпрвин добар ден. Ти благодарам за поканата, Магда. Поздрав до вашите гледачи. Туризмот. Да, туризмот е начин на живот во принцип, меѓутоа со оглед на последниве години и случувањата станува некако начин за бегство нели од оваа реалност која што ја имаме. Најчесто луѓето сакаат да патуваат нели заради задоволство и се, меѓутоа во последнава година се испостави дека патуваме и од потреба, бидејќи нели 2 години бевме затворени, беа границите затворени, така да оваа година луѓето буквално одат на туризам, колку да се опуштат, колку да излезат нели од државата. Меѓутоа имаме и таков тип на туристи кои што може да си дозволат се уште па повеќе пати да отидат во текот на годината, тоа да не е само одмор, да не е летен или зимски одмор, туку да си направат еден викенд или да направат некакво патување нели во интерес на нивните можности и очекувања, односно да си отидат на некоја дестинација која што не е летна дестинација, меѓутоа да посетат други држави, други градови и така натаму. Така да се надевам дека туризмот ќе продолжиме во оној тренд, нема да не вратат наназад и се надевам дека сето тоа ќе стане нели како начин на живење, а не само начин на малку оддишка да се земеме 10 дена или 15 во годината за да може да патуваме. Возможен ли е туризмот кога патуваме поради исполнување на работни обврски? Ти веќе во твојот одговор спомена дека многумина од луѓето и патуваат заради тоа што треба да обават некоја работа или надвор од државата или на некое друго место кое што по некоја случајност го носи епитетот туристичко место. Дали може да се направи, дали имате такви можеби понуди во туристичката агенција за луѓе кои што работат па ете тоа малку слободно време што го имат, што се ослободуваат да прошетаат и да видат нешто? Така, не само во нашата туристичка агенција, претпоставувам и кај колегите дека е така. Да, сите имаме такви системи резервацијски кога сакаме да работиме професионално во нешто, да не сме ословени само на летни или на зимски патувања. Нормално во нашите резервацијски системи имаме можност да организираме индивидуални патувања кои што не се нели оние стандардни да кажам патувања, меѓутоа и за бизнис патувања, тимбилдинг или такви работи, значи слободно можеме да направиме дали се работи за авионски превоз, автобуски превоз, трансфери, хотелско сместување, значи сите сме во можност да го направиме во секоја време. Така. Оно што е интересно и во некој од претходните одговори го спомена е дека сега се наоѓаме во ситуација кога цените многу често варираат и веќе е непредвидливо дали утре ќе се разбудиме и ќе имаме нови цени, не знам, на патен превоз или на друг тип на услуги. Како туризмот обстојува во екот на економската криза? Па би рекла како што ние многу од нашите колеги сакаме да си кажеме, би рекла дека дишиме на шкрки. Односно, во однос на цените што се, значи не само на горивото, не на автобускиот, тоа се го подразбира и авионскиот превоз, каде што значително цените ни се зголемени, туку ни представува еден друг вид на проблем, каде што ние не можеме да ја дадеме веќе понудата и таа да биде фиксна. Значи можеме да дадеме понуда која што ќе трае и ќе важи само 3 до 4 дена, со тоа што ние, например, им кажуваме на нашите клиенти, ова ви е моменталната цена. Кога станува збор за авионскиот превоз, дефинитивно имаме исто големо зголемување на цените заради горивото, се прават доплати за гориво. Така да ние на нашите клиенти нормално им кажуваме дека е тоа нормално, самите се свесни и им напоменуваме дека пред патување може да има некоја мала доплата. Меѓутоа на автобускиот превоз исто така не е голем проблем, затоа што ние веќе сме ги направиле програмите, сме направиле одредена цена и се, меѓутоа сега веќе не можеме да одиме со таа цена,
Па често за да не оди тоа на штета на клиентите, односно на нивни терет, многу често оди на нашиот терет, па и затоа би рекла дека дишиме на чкрги. Хотелското сместување, исто така и апартманското сместување бележи голем пораст на цените, но за жал ние во туризмот си останавме на истите цени. Се трудиме некако тоа да го избалансираме, се надеваме дека би имали некое одредено намалување некаде, па тука да направиме баланс, затоа што како што реков на почетокот, граѓаните 2 години нели со короната и со сите овие поскапувања, дефинитивно значи куповната моќ е намалена кај сите и гледаме да направиме некој баланс, значи да не биде тоа на некоја наша голема штета, а сепак да не одиме со цените повисоко, бидејќи во тој случај не би можеле да си дозволат. Еве за споредба да речеме, минатата година ако можело да се отиде на чартер програма за 350-450 евра, значи на 7 ноќевања, сега тоа е навистина невозможно, или евентуално ако хотелот останал празен, па да дадат некој попуст од 50%, па да можеме тука да направиме до кај 500-550 евра. Меѓутоа, навистина, за разлика од минатите години, годинава се малку поскапени цените. Се трудиме да балансираме, се надеваме дека нема да има големи промени. Сега некако малку со горивото е стагнирано, значи немаме секојдневни осцилации на цените, па наоѓаме баланс. Јасмина, сакав да те прашам дали таа нестабилност во цените која што ја забележуваме и ние обичните граѓани, меѓутоа и вие кои што сте представници на секторот туризам, ги одвраќа туристите, односно граѓаните од тоа да го планираат својот годишен одмор, или сепак летниот годишен одмор некако сите го гледаме како приоритет и оној период во животот, односно период во годината, она ретка шанса каде што можеме да се приуштиме мало задоволство и мало одмор, затоа што нели како што е нужност работата, така е нужност и одморот. Да, за жал се приметува и тука, например, голема промена, затоа што доаѓаат клиентите сакаат да одат на чартер програма Египет или Турција или некоја друга подалечна дестинација која што се ја планирале во минатите години, пак ќе се навратам на цените. Минатите години, да речеме, можеше едно семејство да си дозволи за 1000 евра да отидат на чартер, на all inclusive варијанта на некоја од тие дестинации, меѓутоа годинава малку тоа е невозможно, па така да наместо Турција или Египет гледаме да им најдеме некоја поевтина варијанта, или пак ако станува збор за аранжман од 10 и 11 ноќевања, веќе бараат да се скрати нели на ноќевањата за да би можеле да одат. Имаме доста чести случаеви каде што луѓето би сакале да одат на 10 ноќевања или на 7, меѓутоа не се во можност, па бараат и на 3 до 4 дена. Значи веќе одат на таа варијанта неколку пати да отидат на мини викенд, да речеме, за да си го надополнат сето тоа. Така да правиме баланс, гледаме да излеземе во пресред, секако имаме и поевтини дестинации, па тие први ни се полнат. Така, направивме една издишка од пандемијата и како што кажа ти се забележува тоа по порастот на туристичките и можности и резервации. Меѓутоа во последните неколку дена актуелни се информациите околу тоа дека се зголемува бројот на нови ковид инфекции, дури има и нови соеви кои што се појавувале токму во жариштето на туристичките места. Па дали вие како туристичка агенција се прилагодувате на тие новонастанати ситуации, како граѓаните, односно туристите, реагираат на овие нови инфекции, нови бранови со ковид, и дали имате некои мерки кои што ги преземате за превентивна заштита? Ние мерки како превентивна заштита, како туристички агенции, единствено можеме да им предочиме на клиентите, затоа што нормално во нашиот опис и попис на работно место ние да им понудиме и комплетно здравствено осигурување. Нормално имаме склучено договор со неколку компании, меѓу кои што ние во последно време, односно откако е короната, ние им препорачуваме на клиентите да си направат патничко здравствено осигурување со ковид. Значи ковид покритие, доколку се нели на патувањето се заболат, да им биде сето тоа покриено, и доколку пред да заминат,
а во случај да заболат од ковид, истото осигурување значи ги покрива оние трошоци кои што веќе на нас како реално трошоци, например ако станува збор за авионска карта или за хотелско сместување, тие пари на нас никој не ги рефундира, од самата таа причина не би можеле и ние на нив да им ги рефундираме. Меѓутоа, кога се покриени со таков тип на патничко осигурување, нормално ние ја губиме резервацијата, меѓутоа патниците остануваат да не бидат оштетени. Што се однесува сега на последните бројки, можам да кажам дека да, луѓето се внимателни, нормално прашуваат кои се условите нели за влез во државата, дали таму има посебни мерки. Меѓутоа, конкретно за дестинациите кои што ние ги работиме, се уште немаат некои посебни мерки. Така да немаме отказ на резервација ако зборуваме за оној страф, нели, дали да патуваат или не, па се надевам дека бројкава ќе остане тука некаде, нема да оди погоре, со тоа што би можеле да имаме барем една нормална сезона или луѓето кога ќе заминат, значи да бидат без страф дека нештото би им се случило. Меѓутоа, во секој случај, како гаранција на сето тоа и нивна сигурност, најдобро е и секогаш препорачуваме да си направат здравствено патничко осигурување, каде што за мали пари сепак не би имале поголем проблем во однос на резервациите, односно парите не би си ги изгубиле како што беше случаевите со претходно. Так, дали редукцијата на трошоци што ја правиме во економската криза го прави домашниот туризам поатрактивен за туристите? Дали можеби забележуваш дека периодот повеќе се интересираат туристите и граѓаните за некое место во Македонија каде што може да го посетат? Па да, во принцип имаме неколку барања кои што луѓето сакаат да одат во Македонија, меѓутоа за жал, мислам не за жал, Дојран би рекла дека годинава е полн. Преспа исто така, Охрид нормално, меѓутоа кога луѓето ги споредуваат цените, зборуваме Охрид со Грција, па некаде им доаѓа некоја мала, да кажеме, разлика во цената, па си викаат, еве ќе отидеме подобро на море, отколку нели во Грција. Меѓутоа, кога станува збор за оние туристи кои што сакаат да одат со сопствен превоз или нешто, поради цените на горивата и на се, они се одлучуваат да отидат сепак тука некаде поблиску, како би сепак имале некаков одмор, а при тоа да не име нели драстичен трошок. Ако претходно можело да отидат во Грција со сопствено возило за 50 евра, сега тоа е 100-120 евра. Така да тука калкулацијата си ја прават, подобро ќе отидеме уште 2-3 дена нели низ Македонија, што сепак е за поздрав, затоа што нашиот домашен туризам нас не е најбитен. Државата нели би имала бенефит од сето тоа. Меѓутоа, кај нас во туристичките агенции дефинитивно помала е побарувачката за Македонија, затоа што нашите туристи се навикнати нели директно да си одат приватно сместување, така да не доаѓаат често кај нас, знаат да прашаат, меѓутоа резервациите најчесто си ги прават самите они. Така, предходните неколку години се споменуваше Грција како омилена дестинација за македонските туристи. Гледам дека во последниот период, последната година или можеби две, исто така и Албанија е многу атрактивна туристичка дестинација за македонските туристи. Велат дека цените таму се многу попристојни и дека многу повеќе работи и услуги може да се приуштат со помалце парични средства. Па сакам да те прашам која е држава од соседството наша е најатрактивна и најчест избор за македонските туристи? Дефинитивно сепак останува Грција најатрактивна, со тоа што пак ќе кажа, како што и ти самата кажа, значи Албанија е доста интересна, со тоа што годинава и тие малку ги покачија цените, меѓутоа последниве 2 години Албанија да кажеме порасна во односот на резервации на интерес, затоа што тие има најлабави мерки, да кажем, во однос на ковидот. И луѓето се уште нели може со лична карта да се отиде и луѓето тоа го некако си го земаа како поевтина варијанта, меѓутоа пак ќе кажам дефинитивно да, Грција е најголемата, најпознатата и најомилената дестинација на нашите. Меѓутоа луѓето кои што сакаат да променат, да видат нешто, секако Албанија останува добар избор. Црна Гора исто така има интерес, меѓутоа Црна Гора би рекла помладите повеќе сакаат заради нели
поголеми забави и полесно име на оние кои што имаат проблем со конверзација, со зборување на англиски, на нив им е полесно, така да и Црна Гора, меѓутоа пак е во помал број. Дефинитивно Грција е број 1 за нашите. Така, и за крај уште едно прашање што ме интересира и мислам дека како заклучно прашање што ќе го одговори тоа подпрашање што го поставам во темата, дали е субјективно доживувањето на дефиницијата за туризмот? Дали туризмот е само да отидеш на летен одмор, да изнајмиш лежалка и да лежиш на плажа, да се сончаш и да пливаш во морето, или туризам значи нешто многу пошироко од тоа, да се запознаеш со градот, со културата, со цивилизацијските вредности? Како луѓето им пристапуваат обично твоите клиенти на тоа прашање? Во право си, значи да, туризмот не е само да отидеме во еден апартман во хотел и со лежалките и да сме на плажа. Туризмот е многу повеќе од тоа, меѓутоа во однос на летните аранжмани што се однесува за Грција, конкретно, значи ретко од нашите некој кој би уплатил некоја факултатива или крстарење или што и да е, додека кога се оди, например, Египет дефинитивно луѓето сакаат да отидат, седат во хотел, меѓутоа сакаат да отидат да ги посетат пирамидите, да посетат Луксор, значи крстарење по Нил, нуркање и сите оние други факултативи кои што ги има. Меѓутоа на овие дестинации што се Грција, Албанија, Црна Гора, дефинитивно да, класика, значи сместување, плажа, некоја забава, ресторан и така. Што се однесува на оние туристички патувања кога ги правиме празничните и се, нормално тука сакаат да се запознаат со сите знаменитости, меѓутоа тоа не ни го опфаќа делот на летните аранжмани. Доколку одат Турција или Грција или Египет, значи пак ќе кажам зависно на кое место, меѓутоа дефинитивно за Египет сакаат да прошетаат и многу повеќе, затоа например нашите аранжмани се доста интересни затоа што се на 10 и 11 ноќевања, па може да имаат денови и да прошетаат, значи да се запознаат со знаменитостите и плюс да си останат на плажа баш да си истераат одмор. Одлично, Јасмина, ти благодарам за овој прекрасен разговор и ви посакувам уште многу успешна работа. Благодарам многу и на вас за поканата. Се надевам дека ќе имаме сите успешна сезона и вие ќе имате успешни емисии понатаму. Благодарам. Почитувани гледачи, ја следевте емисијата Мој збор на ТВ Сонце, која се емитува во стандардниот термин недела 15 и 15 часот. Од разговорот со мојата денешна соговорничка Јасмина Арсова, која инаку е експерт од областа на туризмот, откривме кои се омилени ваши дестинации за оваа летување. Која од соседните земји и понатаму го привлекува најмногу вашето внимание кога е планирањето на годишните одмори во прашање, откривме каков е потенцијалот за туризмот во Македонија и дали Македонија стана поатрактивна за македонските и странските туристи како резултат на економската криза и редукцијата на трошоците која што сите ја правиме. Ке преживее ли туризмот во екот на економската криза и после пандемијата од COVID-19, која што долго време му се закануваше на туризмот, останува да ги погледнеме статистиките, а од тоа најмногу зависи како ќе летувате и каде оваа лето. Ви посакуваме пријатни летни одмори, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела.
родители се нашите херои. Нашите идоли од детството. Повеќе нега, грижа и внимание за нив, без обврски и стрес. Дом за стари лица Hunters Life Катланово.